Животната биографија на вчера еутанизираното куче Брена, односно Бренда, е интересна од повеќе аспекти, а веројатно најмногу поради тоа што околу ова куче јавност имало секогаш. Имено ретко кој може да ги поврзе случувањата со Брена, поттука ТВ Стар се одлучи на мала ретроспектива. Имено Брена во семејството Сеневи пристигнува среќно откако претходно сопственици ја оставиле на улица, каде возило и ја откинува шепата. Штипјанката Весна Сенева направи редок хуман потек. Плати тешка хирушка операција и спаси куче скитник. Дошла кај мене дома, а јас бев на одмор и некој несовесен граѓанин, нека му служи на чест, ја прегазил и ја оставил так. Јас веднаш го ставив кучето и го донесов овде во ветеринарна станица, благодарение на тимот на ветеринарна станица, тие организираа операција. Сложената операција всушност беше ампутирање на предната десна нога како единствено решение за да се спаси животот на новиот миленик. Големиот гест на Сенева преку социјалните мрежи стигна до Германија. Оттаму се јави друг штипјанец кој на оваа хуманост одговори со друга. Имаме најава од господинот Петар Читкушев од Хамбург, кој едноставно разбрал за самата случка за Брена, од побудите за љубовта која има во него, ни пушти мејл со назнака дека сака Брена да биде негова и да ја испратиме во Германија. Во разговорот за ТВ Стар тој изјави дека Брена ќе има одлични услови за живот, а веројатно и протеза. Бидејќи селидбата на Брена во Германија не се случи, таа остана да живее во кругот на ветеринарната станица во Штип и за неа се грижеше доктор Крсте Митев со останатите вработени. Во меѓувреме првата собственичка не се откажа од Брена, односно Бренда. Јас сум била сведок, сум била на посета, значи целата медицинска нега после без да барат средства, целата храна, чување се е било од ветеринарна станица Штип. Откако ветеринарната станица пред 4 години беше дислоцирана, Брена не го напушти местото на живење и за неа продолжија да се грижат соседите. Се работи за кучиња за кои ние се грижиме, иако не сме газди и власници на нив, се хранити, се згрижени и медицински, со помош на ветеринарната станица Штип, со совети и со лекарства. Но од предизвесно време, од миленик Брена се претвори во проблем. Вчера дојдоа затоа што беа заразени од опасна болест, лишманија, која е лесно пренослива не само на кучињата, но и други домашни миленици, па чак и на луѓе. И со симптомите, односно период на инкубација од 2 месеци до неколку години. Бидејќи Екомшиквата веќе ви даде изјава дека лабораториски е потврдена овој болеста, ние интервениравме и се е пријавена на комуналната инспекција на општина Штип, која контактираше ветеринарната станица, начело со доктор Митев Крсте, да се интервенира подхитно заради општото добро на сите. Неизлечивоста на Бренда, односно Брена, и опасноста од неа ја потенцираа и други соседи. Оно се мачеше, болно беше од шуга и немаше лек. Сега зараза, што ја кажува, това болест толку опасна, поважна ни е на нас. Здравието ни е поважно, иако е жалосно. Главно тоа е приказната за животниот пат на кучето Брена, кој кај нас предизвика многу внимание, но и изфрли невидена количина на неоправдан гнев кон човекот кој го спаси животот и се грижеше за неа цели 4 години, кон соседите кои ја хранеа, како и кон телевизија Стар. Сепак Брена живееше долго, 15 кучешки години се еднакви на 100 човечки. Доживеа човечка среќа и многу љубов, но и популарност.